Добро утро на сите. Драго ми е што сме заедно пак. Денес ќе продолжиме со четвртиот дел од серијалот на темата или на прашањето зошто постои смртта. И ова ќе биде последниот дел од серијалот. Со оваа проповед ќе заклучиме оваа тематика. Иако е доста мистериозно прашање, доста тешко за размислување, ќе се обидеме да дадеме одговор или причини зошто смртта постои денес. Чисто да се подсетиме, во претходните 3 серијали видовме неколку причини зошто постои смртта. Во првиот дел кажавме 3 причини зошто постои смртта. Првата беше да се намали гревот, прво кај човештвото, а посебно конкретно кај христијаните. Втората причина беше смртта да постави бегство или канал за излез од бедата која го генерира гревот. И третата беше да се издигне Бог како големиот контролер и големиот цар над смртта. Во вториот дел видовме уште 2 причини зошто постои смртта, и тие беа да се прослави Христос во 4 перспективи или во 4 аспекти. И тоа како големиот мокник, како големиот обновувач, како големиот преобразувач и како се во се. И втората причина беше да се верификува вистинска вера или вистинско сведоштво. Во третиот дел видовме уште 3 причини зошто постои смртта. И тие беа да се дефинира или да се даде конкретна категорија на вечниот свет. Да се елиминира смисла од земниот свет и да се понизи човекот во 4 исто така сегменти. Тоа како големиот ограбувач, големиот израмнувач, големиот попречувач и големата опасност. Денес ќе видиме уште причини, и тоа уште 6 причини зошто постои смртта. И, како што напоменав, ќе го заклучиме серијалот на ова прашање или оваа тематика. 6 причини што ќе ги разгледаме денес ќе бидат следните. Првата е за да умре Исус. Втората за да биде сведок на судниот ден. Третата е да биде казна за гревот. Четвртата е да постави голема подалба. Петата е да покаже или да манифестира вечен човек. И шестата е да манифестира највисока љубов. Тие се 6 причини што ќе ги разгледаме денес. Да почнеме со првата. Смртта постои за да умре Исус. Во Откровение 13 глава, 8 стих, напишано е и е представено јагнето или Исус како заклан уште пред основањето на светот. Во први Колосјаните 16 глава 16 стих и 17 стих Павле вика за Исус дека преку него и во него е создадено се што е на небесата и на земјата. Видливо и невидливо, се е создадено преку него и за него. Тоа е пред се и во него има и се во него има свое сплотување. Првиот човек, Адам, знаеме дека падна во грев. Првиот човек не успеа. Збориме историски човек. Но вториот жив човек успеа. И првиот човек, Адам, беше за да има втор. Првиот постои за да постои вториот. И Господ Исус во изнесна смисла, како Богот човек, е првиот човек, може да кажеме, е првородениот, е првиот што умира. Тој е вистинскиот човек. Неговиот живот, неговото раѓање, неговата смрт и неговото воскресение
се аспекти кои живеат и ќе се реплицираат и се реплицираат кај човекот во секој аспект. И целта на секој човек е да биде копија на Христос. Дали тој човек е успешен е друго прашање, но целта е да биде копија. Всушност, целата Вселена и се во неа е изградена за Исус и за неговата смрт. Земјата е направена и создадена за Него и за неговата смрт. Целата историја на се што гледаме е планирана за Него и за неговата смрт. Ние, јас и ти, постоиме за Него и за неговата смрт. Како историски настан, актуализиран е во историски контекст, во просторни и временски граници. Но неговата смрт во одредена перспектива е над просторот и времето. За да може Исус да умре за луѓе кои не живееле во првиот век, неговата смрт мора да се прошири надвор од историскиот настан во кој се случува. Таа мора да излезе и да се протега во две насоки. Во минатото и во иднината, за да опфати луѓе кои живееле пред и после историскиот настан. Во Евреите 12 глава 24 стих пишува дека неговата смрт постојано зборува, дека е постојано жива. Како историски настан, кој се случува во време и простор, во првиот век, неговата смрт, како што напоменав, излегува од тие граници, во тоа што човекот, во кое било време да живеел, може да учествува во тој настан. Може да учествува преку презир и отфрлање, како антагонист на тој настан, или па може да учествува преку почит и преку прифаќање и понизност, како протагонист. Антагонистите носат врз себе тажен и неискажлив суд, а па избраните се спасуваат и учествуваат во неговата смрт. Апостол Павле во Колосјаните 3 глава 3 стих вика: вие кои умревте, вашиот живот е скриен во Христос во Бог. Или збори на луѓе кои се уште живеат, не умреле. Гледаме дека Исусовата смрт се излегува од просторни и временски граници и станува жива. Станува жива не во аспектот дека тој повторно и повторно е раснуван и се жртвува на религиозни церемонии, како што се случува во католичката црква, туку неговата смрт е жива и присутна во тоа што е секогаш мокна и жива и реална. И затоа смртта постои и е назначена за да може Исус да умре и да земе смртта и да направи фонтана и живот и сонце, каде што сите што ќе истрчаат кон неа ќе бидат спасени. Таа е првата причина зошто постои смртта. Втората е за да биде сведок на судниот ден. Постои смрт на неправда, на злоба. И оваа смрт вреска и вика и го крева гласот. Оваа смрт на неправда продолжува да обстојува после историскиот настан. И не може никој и ништо да замолчи. Не може песокот на времето и на материјата да покријат. Не може темнината да скрие. Незиниот крик за одмазда ги наминува сите временски бариери. Тој вресок е секогаш присутен, реален и жив. Например, смртта како сведок е смртта на Авел.
Знаеме дека Каин губи Авел и во Битие 4 глава 10 стих Бог му вика на Каин: "Што направи? Гласот на крвта на твојот брат ми вика од земјата." Ова е смрт која извикува за одмазда, извикува за правда, извикува за суд на Божите непријатели. И заедно со многу сведоци на судниот ден, како Светиот Дух, како Божиот збор, како целиот универзум ќе застанат на судниот ден и ќе сведочат против Божите непријатели. Тогаш нејзиниот болен крик сите ќе го слушнат. И колку неподносливо ќе биде за Божите непријатели. Но за тие што се спасуваат од тој пепел ќе се издигне крик на воскит и танцување на светиите, кога Божите непријатели ќе бидат фрлени во пеколот. Друг пример доаѓа од Откровение 6 глава, 9 и 10 стих, каде ги имаме душите на неправедно убиените луѓе кои извикуваат кон Господ. Пишува: "Кога го отвори петиот печат под жртвеникот, ги видов душите на оние кои беа убиени за Божиот збор и за сведочењето кое го дадоа. Тие извикаа со силен глас: Суверен Господи, свет и вистински, уште колку, до кога ќе им судиш и ќе одмаздиш нашата крв на тие што живеат над земјата." Оваа смрт, нивната смрт вика и нема да се замолчи се до судниот ден. И затоа смртта е назначена да биде како сведок на судниот ден. Незиниот крик континуирано да живее ни сите векови, минувајќи ги границите на сите суштества до судниот ден. Третата причина зошто постои смртта е да биде казна за гревот. Да биде казна за гревот. Смртта како казна за гревот има три форми. Може да идентификуваме три форми. Имаме духовна смрт, имаме физичка смрт, ја имаме втората или вечната смрт или живата смрт во пеколот. Во срцата на човекот има духовна смрт. Гревот ја донесе оваа духовна смрт и го разјари човекот. Во секој човек има духовна смрт. Ралф Венинг во Грешноста на гревот вели: земете го човекот од глава до стапало, од круната на едниот член до ѓонот на другиот член од телото. Во него нема добар и свет дел, се е извалкано, полно со глина и рани. Друг исто има напишано: во гревот има бескрајно зло, неограничени размери на злоба живеат и течат од човековото срце. Толку неограничена е подлоста и ресипаноста на човековото срце, што вечниот пекол не може да ги задржи. Смртта влезе во душата на човекот преку гревот, се всади тамо како духовна смрт. Во 1 Тимотеј 5 глава 6 стих Павле вика: вдовицата е мртва додека живее. Во Јуда 1 глава 12 стих Јуда за лажните учители ги нарекува два пати мртви. Луѓето се мртви во престапи и гревови. Ефесјаните 2.1, Колосјаните 2.13. Духовната смрт е црв кој го глода и го јаде човекот постојано. И од овој црв што глода, само може Исус да го спаси човекот. Само може тој преку неговата смрт да ја проголта овај духовна смрт во човекот. Тој е нашата надеж
и преку неговата смрт човекот е исцелен. Во 1 Петрова 2 глава 24 стих пишува: тој самиот ги понесе нашите гревови во своето тело, за да умреме за гревот и да живееме за праведност. Христос ја претвара оваа духовна смрт во вечен живот. Во живот кој никогаш не умира, го зима пеколот на оваа духовна смрт и го прави рај во душата. Вториот аспект, како смртта е казна за гревот, е физичката смрт. И човекот умира, во текот на својот живот неговото тело се распаѓа, постојано опаѓа и на крај е проголтан од смртта. Но после физичката смрт доаѓа нешто уште пострашно. И ова е реално ултимативната и врвната казна за гревот, а тоа е втората смрт, или живата смрт која никогаш не умира. Оваа внатрешна духовна смрт, после смртта, збориме за физичката смрт, излегува и го биткува човекот целосно во пеколот. Оваа жива смрт во пеколот никогаш не може да запре, да угасне или да умре. Жителите во пеколот не можат да умрат и да заминат и да избегаат од него. Тие постојано умираат и никогаш не се мртви. До сега видовме 3 причини зошто постои смртта. Чисто да се подсетиме, првата беше за да умре Христос, втората беше за да биде сведок на судниот ден и третата да биде казна за гревот. Да продолжиме понатака. Четвртата причина е да постави голема подалба. Смртта ја поставува големата подалба меѓу овој свет и другиот. Смртта постои за да биде големиот ѕид, големата бариера, енормната провалија меѓу овој свет и вечниот свет што доаѓа. Смртта е точка од која нема враќање. Тотално отсекување и реалност без контакт со овој свет. Во Лука 16 глава 26 стих Аврам му вика на богатиот во пеколот: меѓу тебе и мене е поставена голема бездна, така што тие што сакаат да преминат од таму, тука не можат. Смртта го запечатува животот на земјата и нема опција за ресетирање или повторување. Книгата на нечиј живот во кој се е запишано е затворена во смртта. Смртта ја затвара и запечатува снимката на еден живот. И никогаш повеќе нема да се отвори се до судниот ден. Смртта елиминира реинкарнацијата или било какво можно враќање пак на земјата. Мртвите не знаат ништо земно, ниту учествуваат во земните работи на човекот. Во Проповедник 9 глава 5 и 6 стих Соломон вика: живите барем знаат дека ќе умрат, а мртвите не знаат ништо земно, ниту пак имаат веќе награда, и се збори за земна награда, зошто се заборава и споменот за нив. Одамна ги снема нивната љубов и нивната омраза и нивната завист, и тие веќе немаат учество во ништо што се случува под сонцето. Смртта исто така ги ослободува луѓето од нивните земни должности, како што пише во Римјаните 7 глава 2 стих: жената која е врзана за својот маж е врзана додека тој е жив, која ќе почине веќе е слободна. Чи во оваа причина гледаме дека кога смртта пристигнува или смртта е назначена и планирана и дизајнирана да постави голема бариера
провалија меѓу двата света, меѓу вечниот свет и овој привремен свет кој поминува. Петата причина зошто постои смртта е да покаже или да манифестира вечен човек. Гревот го отфрли човекот од Божиот живот, му го помати умот и му ги заслепи очите. Поради гревот човекот вика да јадам, да пијам, зашто утре ќе умрем. Гревот го натера човекот да мисли дека е само материјален по природа, дека нема душа која продолжува и дека смртта е крајот. Го направи кратковиден, заслепен и му ги сврти очите и умот наместо кон рајот, наместо кон Бог горе, долу, кон земјата. Човекот мисли дека овој живот е се што постои и потоа нема ништо, нема рај, нема пекол, и затоа се стреми што може да приграби во овој свет. Одделен е од Бог, паднат во својата првобитна славна состојба и се залажува себе си и се заблудува. И смртта доаѓа и го изненадува човекот. Е инжектирана во овој свет да го шокира, да го разбуди човекот од оваа заблуда и да му каже нешто друго. Да му каже дека смртта не е крајот. Истиот меч што го сече му ја покажува и исто така болест. Од една перспектива смртта е суд кој доаѓа и го сече човекот, а од друга перспектива пак е милост кој му покажува нешто на човекот. А тоа што му покажува е дека не е крај, дека смртта не е крај. Многу луѓе тврдат дека смртта е природен процес или природен феномен кај човекот. Е дел од неговата природа, како јадење, спиење и така натака. Но од искуство гледаме дека смртта е далеку од природен процес за човекот. Гледаме дека таа е неприродна и целосно туѓа за него. Природниот процес, како јадењето, например, манифестира тотално спротивни карактеристики како смртта. Во јадењето човекот зима радост, задоволство, се стреми кон искуството, работи за него, се подготвува, има потреба, има копнеш, има глад, е по потрага по добро јадење. Но ниту едно од овие својства и манифестации не се појавува во смртта. Всушност се случува спротивното. Човекот не ја прима со радост и со задоволство смртта, ниту па се труди, ниту работи за неа. Ниту па копнее, ниту има потреба, ниту има глад. Каква очигледна разлика има помеѓу ресторан и погреб? Смртта е тотално одбивна, ужасна, болна, збунувачка и застрашувачка за човекот. Човекот бега и се плаши од смртта. Не сака ниту да размислува, ниту да зборува, сака таа да не постои. Одговорот на човекот кон смртта покажува дека таа не е воопшто природна за него, туку е чудна и збунувачка за неговата природа. Човекот воопшто не сака да умре. Човекот се бори и се гнаси од смртта до последниот здив. Што и да направи, само да не умре. Само да не умре. И ова е вака, човекот манифестира вакви предиспозиции, зашто Бог ја ставил вечноста во неговото срце, како што гледаме во Проповедник 3 глава 11 стих. Човекот
е вечно битие. Тие што мирно ја прифаќаат смртта, веруваат дека таа не е крај и дека тие ќе бидат наградени и ќе живеат после неа. Присуството на смртта и одговорот на човекот кон неа ни покажува дека човекот не е наменен да умре, туку да живее и да продолжи да живее и да продолжи да живее до вечност. Смртта покажува и демонстрира дека човекот е всушност вечно битие, кое е создадено да живее вечно, создадено е според Божиот лик и никогаш нема да згасне. Без постоењето на смртта, до ваков заклучок не може да се дојде. Не може да се види човекот како вечен, ако не постои смртта. Шестата и последна причина зошто постои смртта е да манифестира најврвна и највисока љубов. Исус вика во Јован 15 глава 13 стих: никој нема поголема љубов од оваа, некој да даде својата душа за своите пријатели. Највисокиот и најврвниот израз или манифестација на љубов ја покажува смртта. Човек може да го даде своето богатство, својот имот, својата храна, своите ресурси, својата облека, своето време, својата кариера, својата енергија за некој друг. Но највисокиот израз и демонстрација на љубов е тој да се откаже, тој да се предаде и да го даде својот живот. Нема повеќе и нема што друго веќе да даде. Го дал неговиот живот, дал се. Човекот, знаеме дека најмногу се сака себе си. Во Ефесијаните Павле вика 5 глава 29 стих: никој не го мрази своето тело, ни никогаш го мразел, туку го храни и го негува. Сатаната добро го знае човекот и вели во Јов 2 глава 4 стих: човекот ќе даде се што има за својот живот. Човекот ќе се откаже од се само да се зачува себе си, дури и од своите собствени деца. И предавањето на себе си, на човекот во смрт, покажува и зборува за неговата посветеност и преданост. Смртта ја покажува и ја манифестира најголемата љубов, најврвната љубов, вистинската љубов. За да ја потврди љубовта и посветеноста на Аврам кон него, Бог што му заповеда? Му вика: оди и жртвувај го твојот сакан син, кого ти го чекаше многу години, кој го прими од твоето тело кое беше речисти мртво. Аврам беше 100 години. Ова беше детето на ветувањето, преку кој сите народи ќе бидат благословени, преку кој ќе дојде Месијата. Проверката на највисоката љубов беше жртвената смрт. И Аврам не го жртвуваше Исак, но некој друг го жртвуваше својот син. Отецот ја покажа својата љубов кон избраните во тоа што го даде својот син на смрт. Исус го даде својот живот за своите пријатели, за своите овци. Во Јован 10 глава 11, 13 стих и 15 исто така Исус вика: јас сум добриот пастир. Добриот пастир го дава својот живот за овците. Наемникот, кој не е овчар, кому овците не му припаѓаат, го гледа волкот кој доаѓа и ги остава овците и бега. И волкот ги разграбува и ги распарчува.
Зошто тој е наемник и не се грижи за овците. Јас пак го давам мојот живот за овците. И гледаме двата контрасти. Наемникот, кој неговиот живот е загрозен од волкот, што прави? Бега. Зошто бега? Да си го зачува својот живот. Не се грижи за овците, се грижи за себе. И бега. А овчарот што прави? Бидејќи ги сака овците, го дава својот живот за нив и покажува врвна љубов. Петар исто така бил подготвен да потврди својата љубов преку неговата смрт. И тоа го кажува во Матеј 26 глава. Петар вика, ако треба да умрам за тебе, нема да се одречам. Иако он се одрекува, Петар го дава својот живот за Христос. Истото го кажува и апостол Павле во Дела 21 глава 13 стих, вика, јас сум готов не само да бидам врзан, туку да умрам во Јерусалим за името на Господ Исус. Смртта постои и била назначена да манифестира врвна и највисока љубов. Ако смртта не постои, ваква манифестација на љубов не може да се види. Не може да се детектира. Највисоката и најврвната манифестација на љубов без смртта не значи ништо. И себичното и мрачно срце на човекот не може ништо да го допре, освен врвната и славната љубов која покаже Исус на крстот. Ништо не може да го допре темното и мрачно срце, освен најврвниот израз на љубовта. И да сумираме, денес видовме уште 6 плюс причини зошто постои смртта. Чисто уште еднаш да ги кажам, првата беше за да умре Исус, втората да биде сведок на судниот ден, третата да биде казна за гревот, четвртата да постави голема поделба или провалија, да покаже или да манифестира вечен човек и да манифестира врвна љубов. И сега ќе преминеме на примена, ќе збориме за смртта и љубовта и за смртта на Христос и христијанскиот живот. Да почнеме со смртта и љубовта. Дали ние вистински ги љубиме нашите браќа и сестри? Да, дали навистина ги љубиме нашите браќа и сестри во Христос? Ако тоа е така, тогаш како ја покажуваме таа љубов? Што правиме за нив? И најдобриот репер се делата. Или како што вика апостол Јаков, покажи ми ја твојата вера преку твоите дела. Ако немаш дела, тогаш, заклучокот е, немаш вера. Исто и овде може да кажеме, покажи ми ја твојата љубов преку твоите дела. Ако немаш дела, немаш љубов. Ние може да кажеме до утре, ги сакаме нашите браќа и сестри, ги сакаме луѓето, но ако немаме дела, тоа се само празни зборови. Ако ни е тешко да го направиме најмалото, како очекуваме да го направиме најголемото? Дали си се прашал некогаш дали љубиш врвно? Дали твојата љубов е врвна? Или е ладна, мрзелива, апатична? Каква е твојата љубов? Дали копнеш да љубиш врвно? Дали копнеш твојата љубов да биде безгранична
да нема бариери, да нема страв, да нема корист, да нема желба за компензација. Дали копнеш твојата љубов да биде безгранична, да биде ослободена од сите стравови, од повреди, од страм, од невозвратеност? Дали копнеш твојата љубов никој и ништо да не може да ја запре? Таа љубов која доаѓа од Бог во Христос да биде фонтана која постојано и постојано дава, без да чека ништо назад. Без да чека корист, без да чека нешто да биде возвратено, без да чека нешто назад. Дали копнеш твојата љубов да биде таква? Да љубиш врвно, највисоко и да бидеш спремен да дадеш се заради Христос? Дали тоа е копнежот на твоето срце? Дали таму се стремиш? Дали копнеш твојата љубов да биде таква? Дали си спремен да дадеш се за Христос? Дали си спремен да го дадеш твојот живот за Евангелието? Втората причина или примена е смртта на Христос и христијанскиот живот. Дали се сме свесни дека Христос умира за нас? Дали си размислил дека неговите болки на крстот, неговите навреди требале да паднат врз тебе? Исус бил навредуван, плюкан, камшикуван, флогиран за тебе. Дали си размислил дека секоја болка, секоја солза, секој камшик во неговото тело биле за тебе? Биле за твоите гревови, биле за твојот страм, за мојот страм. Место круна од дијаманти, на Исус му било ставено круна од боцки, од трња. Наместо да биде славен и издигнуван, тој бил исмеван. Наместо да му биле дарувани безброј дарови, тој бил прободен со копија. Тој бил распнат на крст, тој висел на крстот за тебе. Еден теолог има кажано, нека сите болки што ние ги чувствуваме во овој живот не потсетат на неговите болки, на неговата мизерија, на неговите страдања. Ние требаше да бидеме на неговото место. Јас требаше, ти требаше, но тој отиде и го зема нашето место. Еден има напишано, Господ Исус Христос се понизи за да човекот се издигне. Се осиромаши за да човекот се збогати, беше презрен за да човекот биде почитуван, беше отфрлен за да тој биде прифатен, беше навредуван и заробен за да тој биде пофален и ослободен. Исус беше обвинет за да човекот биде оправдан, беше казнет за да човекот биде награден,
Беше мачен и прободен за да човекот биде исцелен, беше насилно заклан за да го заколе гревот во нас. Беше длабоко ранет за да длабоко го допре човековото срце. Беше обиткан во тага да човекот биде обиткан во среќа. Вкуси невидена болка да човекот вкуси невиден благослов. Го вкуси пеколот да човекот го вкуси рајот. Пролеа безброј солзи за да човекот пролее безброј насмевки. Излеа безброј капки на крв за да тој излее безброј солзи од радост. Неговите безбројни рани донесоа безбројни опростувања, тој умре да човекот оживее, тој воскресна да човекот биде со него во рајот. Највисокиот падна толку ниско да ги воздигне најниските во своите бескрајни височини. Каква незаслужена љубов, каква драгоцена милост, каков неопаслив Спасител.